Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Денеска почнува едно од најкомплицираните и најмасовните судења во македонската историја. 35 обвинети за кои обвинителството смета дека имаат поврзано со пожарот во дискотеката Пулс ќе седнат пред судот. 15 обвинители, но и пред роднините на починатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Подготовките стартуваа пред неколку месеци, судскиот процес започнува во 9 часот и 30 минути под засилени безбедносни мерки, како од судска полиција, така и од МВР и дежурната медицинска екипа. А еден час порано треба да дојдат сите за да поминат низ техничките проверки. Судницата е опремена со околу 90 столчиња, каде јавност и новинарските екипи ќе го следат текот на судењето. Од кривичниот суд известија дека сите лица кои се сведоци или оштетени ќе бидат дополнителни повикани и во постапката да се произнесат. Уште пред да се поднесе, власта ја прифати иницијативата на опозицијата за анкетната комисија за пожарот во Кочани. Своја комисија закажа и левица и ќе даде поддршка на иницијативата на СДСМ. Да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. Шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул синоќа во рамките на балканската турнеја во Скопје се сретна со премиерот Мицковски и шефот на дипломатијата Муцунски. На средбата со Мицковски, како што е објавено на Facebook профилот на премиерот, станало збор за тековните регионални предизвици и можностите за заеднички иницијативи. Осварив средба со германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул, разговаравме за продлабочување на соработката меѓу двете земји, тековните регионални предизвици и можностите за нови заеднички иницијативи, се наведува во објавата на премиерот Мицковски. Претходно Вадефул се сретна и со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Посетата на Вадефул е втора поред, по таа на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, по која немаше пресконференција или пак изјава за македонските медиуми, за разлика од посетите на германскиот министер во земјите од регионот при истата турнеја. Преговорите со Бугарија, Мешовитата историска комисија, но и истрагата за злоупотребата на ИПАРД средствата беа дел од пратеничките прашања во собранието. Кој основ вие ги пративте на цензура учебниците за 5-то и 6-то одделение во Бугарија? Зошто преговараме со оние кои што го напаѓаат нашиот идентитет, јазик и историска посебност? Нашите државни институции ништо не пуштиле, ни учебник, ни документ во Софија на така наречен Амин. Лесно е да ги фразирате работите такви како што велите дека се, но тоа е невистина, неточно. Не се случило такво нешто и на крајот на денот времето покажува дали јас лажам или дали вие не ја кажувате вистината. Затоа што целосно се сеќам како вие, представници на вашата политичка партија, пред година и половина велеа, само да дојде ВМРО ДПМН на власт, наредниот месец ја почнува постапката за промена на уставот. Да, точно е дека ние треба да имаме диалог со сите наши соседи. Да, точно е дека треба да работиме на затварање на сите отворени прашања, но да, точно е дека тоа не смееме и немаме право да го правиме по секоја цена и на штета на нашите национални интереси. Од први во регионот денеска не доведовте до последни. Ова е штета и за европската перспектива на државата. Затоа што кој ќе ги сопрат ИПАРД фондовите заради криминал и корупција, утре ќе ги сопрат и другите програми. Со тоа се руши довербата во сите институции.
Наместо да работиме на 1 милиарда евра кои што требаше денеска да ги имплементира агенцијата, денеска сите пари европски се блокирани. Вие знаете дека таа е независна агенција и одговара пред владата. Од 453 договори, подпишани договори поврзани со ИПАРД 2021-2027, само за 50 има заостанување со цел да се верификуваат дали се поврзани со некое кривично дело како што се зборува во медиумите. Во продолжение се